2 август Илинден, националниот празник на Република Македонија, се одбележа денес во Тетово пред споменикот на револуцијата. Свеченоста започна со интонирање на химната, како и минута молчење, со што им се оддаде почит на загинатите кои го дале својот живот за денешна самостојна и слободна Република Македонија. Букети, свежи цвеќиња пред споменикот положија делегација на Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово, Армијата на Република Македонија, Гарнизон Тетово, Организацијата на резервни офицери од Тетово, Општинскиот комитет ВМРО ДПМН Тетово, Општинската организација на СДСМ Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово, Сдруженијето на бранители Бедем од Тетово, Сдруженијето на пензионери од Тетово и регионалниот одбор на српската заедница во Тетово. Со Илинденското востание и првото заседание на АСНОМ или двата Илиндена се оствари стремежот за создавање на македонска држава, беше посочено во пригодниот говор. Во историјата на еден народ постојат судбиносни датуми, трагични и величествени, по кои тој народ се препознава и кои ја определуваат неговата иднина. Македонската историја има два големи историски датуми, поврзани со ист ден, но во различни времења и услови. Тоа се Илинден 1903 и Илинден 1944 година. На првиот датум се крена Илинденското востание кое заврши со трагичен крај. Страшен крвав пораз, но истовремено тогаш со создавање на Крушевската република победи македонскиот дух и свеста за негова посебност и потреба од своја држава. Вториот датум е АСНОМ, величествен по своите резултати. Тогаш е остварено сето она за што намашениот македонски народ мечтаел и сонувал низ вековите, за што гинеле многу негови синови. Денес, кога овој празник свечано се прославува низ цела територија на Македонија, мораме уште еднаш да подсетиме дека патот на младата македонска држава е втемелен врз принципите на АСНОМ и дека Македонија мора да обстане на тој пат започнат со светите идеи на двата Илиндена. Се разбира, овој пат е тежок, но да се надеваме дека Македонија ќе го најде вистинскиот пат. Пат кој води кон помирно, кон подемократско и кон перспективно општество. Да се надеваме дека никој повеќе нема да ја распарчува и дели нашата земја, ниту пак да ја одврати од современите европски процеси, а тоа е патот кон интегрирана Европска Унија и членка на НАТО алијансата. На одбележувањето на двојниот државен празник и годинава немаше представници на општина Тетово. Кога овој празник свечено се прославува во Република Македонија, не можеме а да не укажеме на индолентниот и неодговорен однос на локалните самоуправи кои делуваат во Тетово и Тетовско. Тие имаат обврска достојно да ги одбележуваат сите државни празници, а со тоа и на овој празник. Локалната самоуправа треба да биде носител на тие дејности. Но независно од таквата состојба, Сојузот на борци Тетово никогаш нема да се откаже од одбележувањето на државните и локални празници од поблиското и подалечно историско минато. Годинава се одбележуваат 112 години од Илинденското востание и 71 година од првото заседание на АСНОМ. На 2 август 1903 година околу 800 востаници го ослободиле Крушево, а по 2 дена е прогласена Крушевска република, што траела 10 дена, пошто османлинската војска ја вратила власта во градот. Последните истрели на мечки камен и загинувањето на војводата Питу Гули го означиле крајот на Крушевската република. На 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински кај Куманово се одржало првото заседание на антифашистичкото собрание на Народно ослободување на Македонија, на која е истакната општествената правна положба на Македонија како рамноправна федерална држава во рамките на демократска федеративна Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, на кој бил избран президиум на АСНОМ под председателство на Методија Андонов Ченто. Преку соопштение до јавноста денес Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово реагираше на неприсуството на делегација на општината на одбележувањето на Илинден. Општинскиот комитет на ВМРО Народна остро реагира на незаинтересираноста и игнорантноста на општинските власти
кој во свеста на народот се провлекува како непочитување не само на историјата и нејзините резултати преточени во празници и одбележувања, туку и непочитување на човековата жртва за она што денеска го чувствуваме како граѓани кои живеат на овие простори, слободата. Жално и дегутантно е скоро секоја годишнина од Илинден во Тетово прескромно да се прославува без учество на општинската власт, кој покрај тоа што врската за организирање би требало да и припадне токму на неа, тие за волја на вистината не се ни појавуваат барем да изразат почит кон луѓето кои го дале својот живот за слободата на Македонија. Илинден сепак представува се народен празник без никакви етикети и поделби, што докажува и фактот дека во повиците за учество на двата Илиндени се повикуваат сите граѓани без разлика на нивната вера и националност, се вели во соопштението на ВМРО Народна партија. Трки со возила, брзи стартување на автомобилите, шкрипење на гуми. Централното градско подрачје налик на Монте Карло. Градските улици не се безбедни ниту за возење, ниту за поминување, реагираат тетовци. Ваквите сообраќајни прекршоци најчесто ги прават печалбарите, кои со своите возила создаваат бучава до досните вечерни часови. Тоа е преидено во трки, улични трки од 12 до 2 часа до полнош, тоа е буквално не може ни да се спие, нити пак деца мали имаме, едва чекаме мало мир и спокој да добиеме за заспиеме. Проблеми ете, не спиење, врева, бучава, станарите све се на балкони, се трка. Надлежните не водат грижа ниту за тротоарите кои се узурпирани од дивите тезги, па пешаците се принудени да се движат по опасните улици. Небезбеден е и градскиот плоштад, каде се возат детски количиња, а на истиот простор поминуваат мотори и велосипеди. Милост и немилост све, и плоштадот и нема кај да седнемо ние стари луѓе од количињата. Од општина Тетово вела дека постојано работат на отстранување на дивите тезги, а детските количиња кои се изнемуваат за возење, наредното лето ќе бидат дислоцирани на спортскиот центар. Од сообраќајната полиција пак тврдат дека нивни екипи се постојано на терен и изрекуваат казни за несовесните возачи. Овој месец имамо такви поднесоци против тие возачи кои ги чинат тие прекршоци, значи нагло стартување, нагло зголемување на брзината. Ние ќе ги заседиме мерките во однос на тој прекршок. Полицијата дневно регистрира по 5 сообраќајки, најчесто како резултат на неодговорното однесување на возачите, но изголемената бројка на возила во градот, која со доаѓањето на иселениците достигне до 40.000. Евидентирање, преземање, чување, заштита, како и користење на архивскиот материјал за потребите на граѓаните се дел од главните задачи на архивските работници. Затоа со право може да се каже дека архивот во Тетово е еден вид на чувар на пишаното културно наследство во Полошкиот регион. Основна дејност и задача на архивот е да ја собира, односно превзема архивската граѓа, односно архивскиот материјал, кој е создаден кај имателите. Може тоа да се правни субјекти и физички лица. Втора работа е после превземањето архивот врши обработка според своите стручни упатства на архивскиот материјал кој е превземен во архивот. Трета работа, имаме стручна служба која врши теренска работа, односно посети, стручни посети и укажува стручна помош кај имателите. Четврта работа, после превземањето и обработката, архивскиот материјал се дава на користење на граѓаните и правните субјекти. Односно, тоа е за имотно-правни работи и управно-правни работи, како и користење на архивскиот материјал за потребите на научно-културните работници. Инаку да напоменеме дека архивот во Тетово е формиран 1961 година, а почнал со работа 1962 година. Што значи, ако земаме хронолошки, архивот е најмлад, односно е последен формиран во рамките на Република Македонија. Иако е формиран најмлад, сметаме дека со својата работа, со својата активност, ја исполни својата основна дејност и задача да ја собира пишаната архивска граѓа и архивскиот материјал во Полошкиот регион, што значи ние сме регионален архив
и действуваме, односно делуваме на целиот Полошки регион. Согласно сега најновата територијална поделба, значи надлежност на архивот е општина Тетово, општина Гостивар, општина Теарце, општина Егуновце, општина Желино, општина Врапчиште и општина Боговиње. Кај сите овие иматели, архивот ја следи состојбата, односно работите кај имателите, кај физичките лица и ја презема според потребите. Тетовското оделение на Државниот архив води грижа за вкупно 260 иматели на архивски материјал од Полошкиот регион. Располага со вкупно 786 фондови со 8195 кутии и 9308 книги. Најстариот документ е сиџил од 1704 година, напишан од турски кадија. Значи може да напоменеме дека постојат неколку начини за превземање на архивскиот материјал. Тоа е по законски пат. После 20 години од создавањето, кај имателите, архивот е должен, или со своите програмски задачи определби, ја презема граѓата, доколку имателите немаат услови за чување и заштита. Втор начин за доаѓање на архивски материјал во архивот е по пат на подарок. Значи постои можност некој имател или приватно лице кога нема наследник на таа граѓа, архивот е должен да ја превзема. Исто така, во поретки случаи поради економската криза, значи може архивски материјал да дојде во архивот по пат на откуп или размена со други институции. Поединци институции и фирми соработуваат со Тетовското оделение на Државниот архив. Со оглед на економската и политичката состојба, оние промени, трансформации, транзиции што настанаа во Република Македонија и во останатите подрачја на Балканов, значи архивите добија свое посебно место. Значи станаа промени кај општествено-политичките организации, кај општествено-политичките заедници, односно општините, кај стопанските субјекти. Сето тоа мораше, односно требаше да се згрижи. После трансформација, обично, архивскиот материјал доаѓа во архивот. Значи, ние може да се пофалиме на тој план, дека архивот после 1991 година направи напори и ја презеде целокупната документација. Можем да кажам дека ги презедовме сите материјали од поранешните општини, собранија на општина Тетово, собрани на општина Гостивар. Значи, се што е создадено од 1945 година до 1990 година е преземено во архивот. Исто така, после трансформацијата на општествено-политичките организации, синдикати, комитет, борци, младини, така натаму. И таа граѓа заклучно со 1990 година, од 1945 до 1990 е превземена во архивот. Исто така превземен е архивскиот материјал од поранешните самоуправно интересни заедници. Значи тие кои беа формирани 1974 заклучно со некаде околу 1990 пред или после тоа, значи тој материјал е превземен во архивот. Исто така голем архивски материјал е превземен од стопанските субјекти кои престанаа со работа. Со можем да напоменам неколку. Значи превземени се од медицинска пластика, превземени од градежно предпријатие Бетон, превземена е од Шикелак. Долгогодишното архивско работење раководителот на Тетовското оделение на Државниот архив Младен Матовски го преточил во една публикација, а работи и на неколку други. 2013 година архивот издаде монографија за работата на архивот 1961-2011, значи 50 години од формирање работа. Сметав дека, како долгогодишен работник во архивот, дека она што ќе се напише ќе остане за историјата. Бидејќи се служам со тој израз секогаш, она што не се запишало и не се запамтило. Значи тука во таа монографија дадени се податоци од неговото формирање па се до 2011 година. Значи прикажани се основањето на архивот од 1961, односно неговиот почеток. И потоа обработени се тематски сите работи кои како основна дејност и задача стои пред архивот. Значи даден е особен печат на работата на надворешната служба, така наречена надворешна служба која врши стручна помош и посети кај имателите, кај што се создава пред архивскиот материјал. Потоа податоци се изнесени од оделението за средување и обработка. Може да кажеме дека во тој дел се што е превземено во архивот може
веднаш да се користи, бидејќи и со самото превземање ние ги задолжуваме имателите она што се предава во архивот да биде евидентирано. Значи, затоа можеме и лесно и брзо да одговориме на задачата наша што е користење на архивскиот материјал за потребите на граѓаните и правните субјекти. Исто така, тука се дадени работи за користењето на архивскиот материјал и за научно-истражувачки цели и задачи. Па наброени се и работници кои користеле архивски материјал и за основа на тој материјал се издадени публикации. Потоа голем дел зазема и простор околу унапредувањето на архивската работа, значи одржувањето на семинари и советувања. Архивот во Тетово значи од период од 61 до има околу 15 одржани семинари со вработените во писарниците. Значи, обработуваме прашања и теми за кои се заинтересирани или со тоа да им помогнеме како полесно и побрзо ја вршат својата архивска работа. Исто така тука се дадени и зашто архивот за својата плодна работа има добиено неколку признанија и пофалби. И тоа е дадено во монографијата и даден е регистерот на архивски фондови збирки на крајот како прилог. Исто така како прилог се дадени и документи, факсимили од значајни документи кои се чуваат во архивот. Значи, најстар документ во архивот, кој потекнува од почетокот на 18 век, 1704 година, па се до постсоцијалистичкиот период, кога имаме записници од основачките собранија во плуралното живење и работа, значи од Тетовиот Гостивар. Значи, сметам дека оваа монографија ги задоволува потребите на граѓаните, како и за потребите на научно-културните работници, образовните, историчарите, географичарите и така натаму. Јас имам во процедура односно рецензија, исто материјал, кој се однесува на територијално-административна поделба на Полошкиот регион 1944-2004 година. Значи со органите на власт. Во овој труд или публикација дадени се работи кои мислам дека ќе бидат интересни за граѓаните. Како што се пописите на населението во Полошкиот регион, значи со табели, почнувајќи од 1945-6 од првиот попис, па се до последниот попис, 2001 година. Значи, мислам дека, иако овие прашања се обработени и во други места и публикации, сето собрано на едно место, ќе биде полесно и подобро за граѓаните. Исто така, тука се опфатени значи територијалните, административно-територијалните поделби во Полошкиот регион. Може да споменеме дека Македонија од 1945 до 2004 година со последната територијална поделба, значи има околу 10 промени територијални. Па имаме околји, имаме народни одбори, па имаме собранија, па имаме општини, па локални самоуправи. Оделението на Државниот архив во Тетово за својата успешна работа на планот на унапредувањето на архивската дејност и заштита на архивскиот материјал во Полошкиот регион е добитник на неколку општествени признанија.